Добар ден и од мене, со задоволство ве поздравувам и ве поканувам и во денешното издание на Алфа Ординација да бидете заедно со нас. Се надевам дека сите оние идни мајки, сегашни мајки и сите оние кои што денеска ја следат Алфа Ординација ќе добијат интересни информации врзани со нашата тема. Станува збор за тема која што досега не сме обработувале, меѓутоа и за метод кој што, да речеме, понов и се применува од скоро време кај нас во Македонија. Станува збор за магнетна резонанца кај фетус. Наш денешен гостин е доктор Јасминка Јошева, радиолог од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Пред да навлеземе во темата, јас би сакала како вовед во денешната тема да кажеме збор два за магнетната резонанца. Од кога се применува еден кус, да речам, историјат, бидејќи е битно за она што треба да го кажеме како новина магнетна резонанца кај фетус во нашава земја. За прв пат магнетна резонанца во тек на бременост е изведена при крајот на минатиот век, во 1983 година. Меѓутоа, не се однесувало на евалуација на патологија, односно на болести, аномалии на фетусот, туку на заболувања, односно болести на мајката. Во тој период, апаратите, машините за магнетна резонанца биле со помало електромагнетно поле, со многу спори пулс-секвенци, подолготрајни биле прегледите, па така да инсуфициентноста во однос на прегледите на фетусот, ограничувањата биле во движењата на фетусот во тек на прегледот, кој што не може, поради коите може да се добие адекватна МР слика на фетусот. Со напредокот на технологијата и развитокот на брзите пулс-секвенци, се скратува времето на преглед, така да во последниве 10 години напредокот во однос на евалуацијата на аномалиите кај фетусот со магнетна резонанца е многу понапред, бидејќи прегледите веќе со овие апарати со кои што денеска се работи, нашата институција, во институцијата Аџи Бадем работиме на магнетна резонанца со електромагнетно поле од 1,5 Тесла и 3 Тесли, се многу побрзи, многу пократко трае прегледот, дури те два пулс-секвенцата дава една слика во рок од 1 секунда, со што се минимизираат артефактите, движечките артефакти. Така да, кај нас се работи веќе извесен период, прегледани се доволно фетуси. Така, тоа е, да речам, од поновата генерација на апарати за магнетна резонанца, едно современ начин на преглед на трудниците. Зошто е потребно една трудница да оди на магнетна резонанца? Значи, иницијално бременоста, односно развојот на фетусот се следи со ултразвук. Ултразвукот е скрининг метода за во текот на бременоста. Меѓутоа, во известни случаи, каде што ултразвукот е ограничен за да даде диагноза или е потребно да се даде дополнителна информација околу некаква состојба, тогаш е потребно, е индицирано да се направи магнетна резонанца на фетус, значи не како скрининг метода, туку како метода, имиджинг метода, која што ќе го надополни ултразвукот се со цел да се стигне до точна диагноза или да се отфрли определено сомнение за постоење на некаква болест. А како скрининг метода, магнетната резонанца на фетус се користи само во исклучителни случаи, кога постои позитивна фамилиарна анамнеза за одредени аномалии во семејството, односно кај мајката, и е потребно да се еволуира точно определен дел од фетусот, да се бараат одреден тип на аномалии. Да прашам, дали е задолжителен овој преглед кај трудниците, магнетната резонанца? Не е задолжителен, бидејќи одат на ехо преглед, па тоа ги дава нели оние потребни резултати на кои што му се потребни на гинеколог. Така е, следењето на развојот на фетусот е со ултразвук, меѓутоа постојат ограничувања, лимитирање на резултатите кои што ги дава, односно евалуацијата со ултразвук, например, кај покрупни мајки, се добива полоша слика на ултразвукот и доколку постои некакво сомнение за некаква аномалија, тогаш таа трудница се упатува на магнетна резонанца. Во случај кога после 33-та гестацијска недела настанува
осификација на калваријата на черепот, ултразвучниот преглед е недоволен за евалуација на промени во мозочниот паренхим и доколку постои сомнение, тука повторно се прави магнетна резонанца. Или, ако постои секогаш полето на преглед со ултразвукот е многу помало, за разлика од магнетната резонанца, каде што се евалуира целото тело. Меѓутоа, не да мислиме дека се прегледуваат сите органи во телото, туку врз основа на индикација, иницијално се прават пресеци и потоа се планира прегледот за одреден дел од телото. Така. Ајде сега да кажеме што е всушност магнетна резонанца на фетус. Значи, се прегледува мајката, меѓутоа го гледате фетусот. Така е. Магнетна резонанца на фетус представува имиджинг метода за евалуација на вродени аномалии кај фетусите. Не треба никаква претходна подготовка за прегледот. Мајката е потребно да биде гладна неколку часа пред преглед, се со цел да се намали перисталтиката на цревата на мајката, за да не предизвикува движечки артефакти кои што би дале лоша магнетна слика. Движечки артефакти се движења на бебето? Движење на перисталтиката, нормалното движење на цревата би можело да предизвика движечки артефакти и на бебето. Сега ми е појасно. Мајката се поставува во положба на грб, во удобна положба, значи доколку се работи за понапредната бременост и не е пријатно лежањето на грб за мајката, тогаш се поставува во странична положба, онака како што е удобно. Прегледот не трае подолго од 20 до 30 минути, не се користат контрастни средства, методата е неинвазивна, нема несакани ефекти и потоа, од кога ќе се постави во одредена положба, се поставуваат коили преку кои што се превземаат сигналите од магнетната резонанца, од самиот уред и се добива една МР слика, врз основа на која во 3 рамнини се планира прегледот, значи секој дел се евалуира во 3 посебни рамнини и се гледа, на крај се евалуира комплетниот преглед. Вие бевте на усовршување за оваа метода во Америка. Каде е светот, каде сме сега ние со оваа работа? Да бидам искрена, да, јас бев на обука на двомесечен студиски престој на UCLA во Калифорнија пред 2 години. Она што тие го работат таму, го работиме и ние овде. Така да, не сме назад, работеа на апарат за магнетна резонанца идентичен како нашиот, со иста јачина на магнетното поле. Искуството нивно тогаш беше многу поголемо, бидејќи подолг временски период го работат, меѓутоа сега и кај нас го стекнуваме искуството со оглед на иницијалните чекори кои што беа започнати тогаш. Значи корисна обука, можете да примените оно што сте го научиле таму, сега и кај нас. Следното моје прашање е врзано со тоа што добиваме од магнетната резонанца на фетусот. Какви аномалии може да се откријат? Магнетната резонанца е индицирана во случај, кажавме, предходно, кога постои сомнение врз основа на ултразвучниот преглед. Се откриваат аномалии на главата, односно аномалии на мозокот, од типот на проширен коморен систем, кој што е предходно виден на ултразвучниот преглед. Меѓутоа, со магнетната резонанца ќе се добијат дополнителни информации, дали е тоа единствената аномалија, од каков степен е таа аномалија, точно диференцирање и одредување на степенот на проширување на коморниот систем и дали постојат пропратни аномалии кои што тоа го предизвикале. Развојни аномалии на мозокот од типот на аномалии на кората на големиот мозок, дали таа, за согласно гестацијската недела, се развива соодветно и кај бебето. Агенезија и дисгенезија на корпус калозум. Што значи тоа? Значи тоа е дел од мозокот кој што ги поврзува двете хемисфери. Потоа конгенитални вродени аномалии на задната черепна јама, постоење на тумори, постоење на крварења на задната черепна јама. Генерално, значи, сите аномалии на мозокот. Се врти околу главата на фетусот. Не, што е со другите, да? Потоа се работи магнетна резонанца за евалуирање на аномалии на лицето,
и на вратот, за евалуирање на рбетниот мозок, промени кои што недоволно се евалуирани со ултразвукот или ултразвукот е двосмислен, постои сомнение за одредена аномалија. Потоа се работат преглед на магнетна резонанца на градниот кош, на градната шуплина и на стомачната шуплина, односно на органите во градната и абдоминалната шуплина. Од типот аномалии на белите дробови, аномалии на големите крвни садови на градниот кош, цистични промени во абдоменот, туморски промени во абдоменот, ретроперитонеално, аномалии на уринарниот тракт, аномалии на гастроинтестиналниот тракт и постои известна ограниченост, значи во евалуацијата на скелетните аномалии, меѓутоа не кај сите одредени скелетни аномалии е невозможно да се евалуираат, односно нема да дадат точна и прецизна диагноза. Со магнетната резонанца нема да даде точна и прецизна диагноза кај одредени аномалии на скелетот. Тука веќе се прават други прегледи радиолошки. Радиолошки, добро. Кога ќе откриете аномалијата по пат на магнетна резонанца кај фитусот, што понатаму? Со откривањето на аномалиите, на вродените аномалии на фетусот, значи понекогаш се работи за минорни малформации, кои што се третираат постнатално, после пороѓајот, и детето е без никакви последици понатаму. Постојат витално загрозувачки состојби, кај кои што се советува прекин на бременоста, бидејќи исходот на бременоста, односно понатамошниот животот на бебето, со таква аномалија е невозможен. Тука се предложува прекин на бременоста и некогаш се случува нели да одредени аномалии бидат, односно сомнението за одредени аномалии бидат отфрлени и бременоста е во ред. Така. Во кој месец од бременоста ги забележувате тие аномалии со магнетната резонанса и кога можете да реагирате за да се отстранат? Во текот на првиот триместар не е препорачливо да се прави магнетна резонанца на фетус, бидејќи во тој период е периодот на формирање на органите, период на органогенезата. Прво, фетусот е многу е мал објектот, за да некои ситни детали бидат приметени и се уште е во развој. Исто така во однос на сигурноста и безбедноста за изведување на магнетната резонанца, според препораките на Америчкиот колеж за радиологија, непрепорачливо е да се работи магнетна резонанца на фетус во гестацијска недела под 16, туку е препорачливо да се работи по завршувањето на првиот триместар, односно после 18-та недела, гестацијска недела. Доколку се работи помеѓу 16-та и 18-та гестацијска недела, треба да има строга индикација која што е посочена од матичниот гинеколог и врз основа на ултразвучен преглед кој што силно сугерира дека се случува нешто што е покомплицирано и што е витално загрозувачки. Така. Вие, радиолозите, дали сте дел од тимот кога потоа се работи на отстранување на аномалијата? Што подразбирува што ве прашувам? Вие ја согледувате аномалијата, давате сигнал дека нешто не е во ред, што понатаму учествувате ли во... Значи, во текот на бременоста не, тука се даваат адекватни совети, значи што понатаму, дали таа бременост ќе се истера до крај, дали ќе се заврши, дали треба да се прекине и што, доколку е откриена некаква аномалија, кои се последиците по бебето и што може да се стори со таа аномалија. Постнатално, непосредно после раѓањето, ние радиолозите сме тие кои што ја потврдуваме диагнозата, хирурзите се тие кои што реагираат доколку е хирушка болест. Значи, непосредно после раѓањето имавме предизвесен период аномалија таква, каде што ни беше најавено дека тече породувањето, радиолозите беа тука, постнатално одма да се постави диагнозата и аномалијата беше отстранена. Така. Кои се најчестите аномалии кои што ги согледувате со овој метод? Најчесто диагностицираме аномалии на мозокот и аномалии на абдоминалната шчуплина. Многу често диафрагмалните херни се еден тип на вродени аномалии, каде што преградата помеѓу градната шуплина и стомачната шуплина не е во континуитет,
така да дел од органите во абдоминалната шуплина проминираат према горе, према градната шуплина, што е нефизиолошка положба на одредени органи. Тоа се диагностицира во текот на бременоста и предноста на магнетната резонанца, например овде спрема ултразвукот, што точно може да определи кој орган и до каде е навлезен во градната шуплина, и тука не може да навлезе зависно дали е лево страна или десно страна, органите од десната страна или од левата страна, цревата. Со тоа се компримира белодробниот паренхим. Магнетната резонанца дава можност да се прерачуна волуменот кој што е преостанат од белодробниот паренхим од таа страна, за да се процени дали е тој доволен за понатамошно нормално функционирање на бебето. Кога зборуваме за инвазивност на оваа метода, има ли простор да кажеме колку или воопшто не е инвазивна? Воопшто не е инвазивна, лесно се изведува, како што веќе напоменав. Нема никакви припреми за магнетната резонанца на фетус во однос на мајката или во однос на бебето. Прегледот трае од 20 до 30 минути, не се користи контрастно средство, значи контрастните средства во магнетната резонанца, контрасти кои што се користат во магнетната резонанција, кои што ни се некогаш потребни за додиагностицирање на известна одредена состојба, ја поминуваат плацентарната бариера. И тука мора да постојат строги индикации дали со давањето на контраст, односно ризикот и бенефитот, дали ние ќе добиеме точна диагноза со дополнителна серија со контрастно средство, или е многу поголем ризикот за бебето отколку одговорот што ќе го добиеме. Така да нема инвазивност овде. Мајката станува и после тоа си е слободна. И заминува со резултати. Да. Колку е сигурен и колку можеме да се потпреме на резултатите од овој метод кога станува збор за испитување на аномалии кај фетусот? Точноста која што ја дава магнетната резонанца е многу поголема отколку она што ја дава ултразвучниот преглед. Контраиндикации, тоа не кажавме, дали постојат контраиндикации за преглед со магнетна резонанца. Значи, контраиндикациите се однесуваат на мајката, апсолутни контраиндикации, како и за секој друг преглед со магнетна резонанца, е доколку се поставени некакви метални протези во организмот на мајката, таквите пациенти не може да бидат евалуирани со ултразвук. Или се е поставен бајпас, или некакви импланти кохлеарни, слушни апарати. Значи, метал во телото на мајката е апсолутна контраиндикација. А од релативните контраиндикации е клаустрофобијата во самиот апарат. Доколку мајката не може подолг временски период во една положба, бидејќи прегледот се изведува во мирување. Да издржи подолг период во една одредена положба или има страв од затворен простор, бидејќи затворен систем се повеќето од апаратите за магнетна резонанца, меѓу кои и нашите. Тука веќе, значи, одиме со поблаг пристап кон мајката, дозволуваме да дел од фамилијата или некој кој што е поблизок седи со неа, слуша музика која што е пријатна, за да тој период го надминеме, да достигнеме до диагноза. А контраиндикациите во однос на фетусот, значи кажавме дека на ограничувањата во периодот на органоегенезата, освен кога има строги индикации, кога значи е неопходно во тој момент да се докаже известна аномалија. Иако постојат студии, бидејќи со оглед на тоа дека магнетната резонанца кај фетусот се работи не повеќе од 15 години со ова темпо и со овие уреди, не постојат студии кои што досега покажале дека има некаков негативен, овој преглед има негативен ефект или трајни последици по мајката или по детето. Од истражувањата кои што се правени на животни, истражувањата кои што се правени ин виво до ден денес, доколку се работи на апарати со јачина на магнетното поле до 4,7 Тесла, според Америчкиот колеж за радиологија, во сериите на истражувања кои што ги правеле немаат никакви несакани ефекти. Значи, во однос на јачината на магнетното поле. Бучен е апаратот за магнетна резонанца. Значи, предизвикува известна бучава, како што секоја пулс секвенца, секоја ексцитација се следува.
Постоеше сомнение дека може да дојде до оштетување на слухот, акустична траума кај бебето, па да тоа биде со проблеми со слух. Меѓутоа, студиите што се правени досега, кај мајки кои што во текот на бременоста правеле магнетна резонанца и мајки кои што не правеле магнетна резонанца, нивните бебиња подеднакво имаат пореметување на слухот и кај оние што правеле магнетна резонанца и кај оние што не правеле. Дозволена е, значи, јачина на звукот од 140 децибели, а, например, многу пониска е бучавата во сегашниве понови апарати, со тоа што, значи, јачина некоја од, например, од 98 децибели, плодовата вода околу бебето ја амортизира делот, ја одзема дел, го одзема тој дел од бучавата за некој од прилика 30 децибели. Така да и тоа не е контраиндикација и досега не е откриено дали, значи, се уште нема студии кои што покажале дека има несакани ефекти по мајката или по бебето или по понатамошниот живот и развој на бебето. Рековте доколку е мајката клаустрофобична, може да и се пушти пријатна музика или некој член од семејството. Членот од семејството во просторијата е безбеден, нема за него никакви зрачења. Исто како и за мајката, значи магнетната резонанца не работи со ионизирачко зрачење, значи тоа е основното. Нема ионизирачко зрачење, затоа нема и се уште не се откриени негативни трајни последици по животот на мајката или по детето. Безбедно е и за родителот, и за бебето, и за мајката, и за придружбата која што доаѓа. Да, може да седи внатре во просторијата, може да ја држи за рака, може да разговара, само потребно мајката да не мрда во текот на прегледот, бидејќи како што мрда мајката, така се изместува и мра сликата, па ќе добиеме слики во кои што има многу движечки артефакти, односно непрецизни. Така. Колку трае целиот тој преглед? Целиот преглед трае не повеќе од 30 минути, доколку не треба нешто дополнително да правиме, бидејќи во текот на прегледот е присутен радиолог. Прво се иницијално, значи ви кажав, се прави скрининг, колку е скрининг. Во сите три рамнини целото тело се согледува, се евалуира и дополнително потоа се креира прегледот за одреден дел на телото, онаму каде што бараме аномалија или каде што очекуваме аномалија. Понекогаш е дополнително да се вклучат и дополнителни пулс секвенци за доевалуација на одредени промени, тогаш 10 минути повеќе од претходно планираното, меѓутоа не повеќе од тоа. Во текот на бременоста може повеќе пати да се прави магнетна резонанца на фетус или да. Нема ограничувања? Нема, доколку треба некоја состојба да се исследува, например при аномалии на уринарниот тракт, кога постои задршка на урината во бубрезите. И тука се шири каналниот систем и постојат степени на проширување на каналниот систем. Ако треба да се евалуира со магнетна резонанца, ако претходно сме евалуирали иницијално, и ако треба следење на таа состојба, за да знаеме докаде и повторно може да се повтори. Или некогаш не сме сигурни во крајната диагноза, па препорачуваме, доколку не се работи за витално загрозувачка состојба или аномалија која што е инкомпатибилна со животот, препорачуваме да се направи повторно контролна магнетна резонанца после некоја гестацијска недела, кога очекуваме дека ќе споредиме со претходниот преглед дали промената има прогресија или воопшто ја нема. Например, сме имале случај каде што гледаме циста на едниот надбубрек и тука може да биде крварење, може да биде тумор. Меѓутоа многу чести се и спонтаните крварења кои што во текот на бременоста сами од себе исчезнуваат. На контролната магнетна резонанца промената веќе ја немаше, постнатално непосредно по раѓањето направен ултразвук кај детето, промената ја нема. Мајките бараат сами или се уште не се информирани за оваа метода? Не. Индикацијата ја поставува матичниот гинекологот кој што ја следи бременоста. Затоа што кажав, како скрининг метода, магнетна резонанца се употребува само во исклучителни случаи каде што има позитивна фамилиарна анамнеза за некаква болест, претходна прекината бременост. Само тогаш директно се оди на преглед на магнетната резонанца, например туберозна склероза, агенези и дисгенези на корпус калозум. Тука директно се оди. Инаку, индикацијата ја дава матичниот гинеколог. Можеме ли да кажеме што е предноста на магнетната резонанца на фетусот во однос на ултразвукот? Да. Значи, секако, ултразвукот е лесно достапна метода.
кое што ефтино чини, кое што дава доволно информации, меѓутоа веќе кажав дека постојат ограничувања и за едниот преглед и за другиот преглед. Кај ултразвукот, кога се работи за покрупни пациенти, тогаш не добиваме адекватна слика со добра резолуција врз основа на која што можеме да поставиме диагноза. Во случај мало е полето на преглед со ултразвукот. Кога се работи за поголеми промени, магнетната резонанца го опфаќа целото бебе. И тука гледаме ни екстензивноста, докаде точно се наоѓа точната локализација, нејзиниот изглед. Ограниченост, например, на ултразвукот во однос на меките ткива. Магнетната резонанца дава поточна дефиниција за ткива кои што имаат слична содржина на вода и го се разликува сигналот, односно предпоставуваме дали се работи за течност погуста, помала, поголема количина на течна содржина, дали содржи масти, дали содржи крварење. Тука е предноста на магнетната резонанца, поголемото поле, значи на истражување, поточна диагноза, поголемата акустична контрастност, што би рекол, подобра резолуција на сликата која што има и подобро дефинирање на ткивата. Кажете ми, дали со раното откривање на аномалиите со помош на оваа метода, магнетна резонанца на фетус, има помалку смртни случаи, има поздрави бебиња, одиме ли по нагорна линија кога станува збор за... Тоа е и целта. Значи, нормално скринингот во текот на бременоста, тежнееме сите да имаме здрава популација и здрав пород. Целта на ова рано откривање и точната диагноза е поздрава популација, посрекни родители, посрекни здрави деца. Со секое порано откривање точно се знае за каква аномалија се работи, дали таа може да се коригира или не и кои ќе бидат последиците доколку се коригира или не се коригира. Значи даваме можност на рана диагноза и ран третман. Така. Велите дека анамнезата секако е многу важна кога станува збор за некоја наследна болест и откривање на аномалии при магнетна резонанца кај фетус. Кога велиме наследна, се мисли само кај мајката или подалечното семејство и какви се тие болести што мајката може да ги пренесе, да речем, на фетусот? Значи, кога зборуваме за позитивна фамилиарна анамнеза, зборуваме за болести кои што можат да бидат генетски предизвикани, кои што можат постојат многу фактори кои што влијаат на болестите. Значи, генетскиот фактор е еден од нив, условите во кои што живееме, условите во секојдневието, загадувањето, сето тоа влијае на една успешна бременост и еден здрав пород. Постојат многу фактори кои што влијаат, меѓутоа кога се мисли на позитивна фамилиарна анамнеза, се мисли на болести кои што се наследуваат во семејството, претходно од типот на диабет? Не, диабетот не е состојба која што не се евалуира, значи и која што не може да се докаже со магнетна резонанца. Да, затоа прашам, кои се тие болести кои што... Значи болести од како што ги споменав, од болестите, аномалиите на мозокот, како што е проширен коморен систем, вродени тумори, конгенитални тумори кај децата на мозокот, на коморниот систем, во вратната регија, тумори на градниот кош, аномалии на големите крвни садови, аномалии на уринарниот тракт, ретроперитонеалните органи, аномалии на црниот дроб, на слезенката, значи генерално за морфолошки промени е тоа што се евалуира со магнетна резонанца. Метаболни болести, болести кои што генетски се наследуваат, не се, доколку немаат манифестна слика, радиолошка слика, не може да се евалуираат со магнетна резонанца. Така. Да ги информираме мајките кои што би требало да одат на ваков вид на преглед, магнетна резонанца на фетус. Станува збор за апарат кој што е идентичен како оној што оди мајката за себе на магнетна резонанца или е нешто сосема друго? Значи се работи за ист апарат, за кој што сите ние, доколку имаме потреба од некакво испитување, одиме на преглед
на истиот апарат се работи, со истите коили, значи бидејќи се прегледува фетусот се наоѓа во абдоменот во матката на мајката, се прегледува со коилите кои што се поставуваат на надворешниот дел. Коили се каиши некои Како или? каиши, да. На надворешниот дел од телото идентичен е прегледот, значи и за бремени и за небремени, и за деца и за возрастни. Разликата е во тоа што го гледате фетусот. Така е. Има ли доволно радиолози во нашава земја кои што се обучени еве да можат вакви прегледи да работат? Вие бевте на обука, па веќе сте, да речам, и со искуство, не само со теоретско знаење. Значи, во моментов во Македонија едуцирани радиолози за оваа проблематика, мислам дека не, сем тоа што јас бев на тој студиски престој, се работи како преглед во Македонија веќе неколку години. Во нашата болница, значи, сите лекари кои што работиме тоа си го пренесуваме знаењето и искуството еден на друг, така да подеднакво сме застапени кај овие прегледи и секогаш е добро да имаш второ мислење. Кога што едниот радиолог гледа, што другиот радиолог гледа и да се компарира со наодот на ултразвук. Значи, најдобро би било доколку прегледот на магнетна резонанца е непосредно после ултразвучниот преглед. Што значи непосредно виднаш? Да значи дека во тој момент е диагностицирано или постои сомнение за нешто. Се советува да се направи магнетна резонанца, постојат услови во нашата болница да се направи магнетната резонанца во текот на истиот ден, во текот на следниот ден, генерално постојат услови, значи за многу кус временски период и потоа да конзилијарно да се разгледува, значи, проблематиката. Какви информации дава ултразвукот, какви информации дава магнетната резонанца, што мисли радиологот, што мисли гинекологот, за да се стигне до некаков заклучок. Велите второ мислење, можно е ли двајца радиолози различно да гледаат? Можно е. Да? Ова генерално прашање, бидејќи сите оние кои што дадат на магнетна резонанца, Можно е, да. меѓутоа, кога евалуираме еден ист пациент, секогаш се консултираме и еден има едно мислење, можеби другиот можеби не го гледа тоа, тогаш првиот ќе се обиде да му објасни што е тоа што го гледа, а вториот што е тоа што не го гледа, постигнуваме до некое заедничко мислење. Одлично. Постојат ли пациенти кои што не се, да речам, соодветни за ваков вид на преглед, магнетна резонанца на фетус? Да, веќе кажав, мајката кај која што има импланти, метални импланти, е контраиндицирано да влегуваат, таа и за себе не може да прави магнетна резонанца, а со оглед дека тоа е вградено во нејзиното тело, а детето се наоѓа во нејзиното тело, невозможно е да се направи, контраиндицирано е да се направи магнетна резонанца. Значи, доколку имаат протези на скелетот, доколку имаат пейсмейкери на срце, доколку имаат импланти кохлеарни, тоа се и општите контраиндикации, апсолутните контраиндикации за изведување на прегледи на магнетната резонанца, истите тие важат и за магнетна резонанца на фетус. И освен тоа што го спомнавме. И што тогаш? И што тогаш? Тогаш ултразвукот ќе биде тоа кое што е доволно. И тука ќе запрете на ултразвук. Да. Мислам дека има гледач. Слабо те слушам, чекај телевизорот да намала. Ајде, ние ве слушаме, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и водителката. Благодариме. Сакам до докторката да поставам едно прашање. Ја имам проблем со главата. Со главата имам проблем повремено, пием некои апчиња за равнотежа. Меѓутоа, повремено кога се наведнам, кога се исправам, малку почне главата да ме шета како да сам пил ракија, како да сам пијан. Дали нешто докторката може да ми даде некој совет? Значи, вака, јас сум радиолог и би можела да ви кажам што треба да направите од испитувања со кои што би се видело дали постои некоја состојба која што ви ги предизвикува симптомите.
Значи, она што радиологијата го нуди, односно оделот за радиологија при клиничката болница Систина, може да се направи магнетна резонанца на главата и ангиографија на крвните садови на вратот и на мозокот, како и преглед на вратниот дел од рбетникот. Добро, јасно е. Добро, додатно прашање. Ја имам сега упут. Имам упут, треба да идам у Штип на 19. Да ми ја снимат главата. Имам и спондилоз. И тоа може да биде причина за проблеми, за симптомите што ги имате. Значи, магнетна резонанса ќе ми помогне или нешто? Значи, ќе се види дали има некоја состојба во паренхимот на мозокот која што е причина за симптомите што ги чувствувате. Така, добро, со упатот ќе си појдете на лекар и ќе видите понатаму какви смирници ќе ви дадат за решавање на вашиот проблем. За да ја заокружиме емисијата, еве, може ли за крај некои совети, препораки на трудниците во однос на денешнава тема? Значи, она што се однесува до советите, со оглед на тоа дека сум радиолог, Секако гинеколозите ги даваат советите, но во однос на вашава работа. Советите, меѓутоа, мојот совет е да редовно ги прават контролите кои што се предвидени во тек на бременоста и да не се плашат доколку дополнително им е назначено да се направи некакво исследување, како например магнетна резонанца на фетус, ниту за себе, ниту за своето бебе, дека многу состојби се состојби кои што се надминуваат, некои иницијални дијагнози се отфрлаат, така да потребно е само да ги следат напатствијата од лекарот кој што им ги дава. Така. Ви благодарам за денешното гостување во Алфа Ординација. Денеска заедно со нас беше доктор Јасминка Јошева, радиолог од Аџибадем Систина. Продолжите и натаму со Алфа телевизија и Алфаскоп. Интересни содржини и денеска ви нудиме. Од мене, довидување.